Од 1. јануари 2016 година новата регулатива на Европската Унија налага 65% од кутијата со цигари да мора да биде прекриена со фотографии кои укажуваат на штетноста на пушењето, што остава помалку место за логото на компанијата. По изгубената судска битка, компаниите се принудени да го отстранат својот логотип од пакувањата. Бидејќи се повеќе земји се вклучуваат во борбата против пушењето, многу тутунски икони исчезнуваат од полиците. Битката ја предводи Австралија, која пред 3 години воведе експлицитни предупредувања како слики на бели дробови на починато лице кое било долгогодишен конзумент на цигари. Државата тврди дека тој потек го намалил бројот на пушачите за 15%. Постојат докази дека здравствените предупредувања делуваат во смисла на одвраќање на младите луѓе од пушење цигари и помош на постарите да престанат да пушат. Текстуалните предупредувања се добри, но сликовните се поефикасни. Велика Британија, Ирска, Франција отидоа чекор подалеку од директивите на Европската Унија. Исто како Австралија, тие најавија план за тотално укинување на логото од кутиите. Тоа е одлука против која тутунските гиганти најавуваат жестока борба. Неколку водечки компании, како British American Tobacco, Philip Morris, Imperial и Japonia Tobacco, поднесоа тужба до Врховниот суд во Лондон. Одлуката се очекува во јануари. Се жалија и до Европскиот суд на правдата во Луксембург, наведувајќи дека планот за укинување на логото го крши Европскиот закон за трговска заштита и дури и законот за слобода на изразување. Тутунските компании ја изгубија првостепената пресуда во Луксембург, а сличен резултат се очекува и на останатите судови. Во минатото тутунските компании немале рестрикции на огласувањето, па дури луѓето се охрабрувани да пушат. Денес повеќето земји забранија телевизиски реклами за цигари и воведоа ригорозни медицински предупредувања. А тука и економскиот аспект, на пример Велика Британија, заработува 14 милијарди долари годишно од даночење на тутунската индустрија, но од друга страна троши 20 милијарди долари на лечење на болести предизвикани од пушењето. Турција и Канада исто така најавија остри мерки кога станува збор за изгледот на кутиите на цигарите, а конечна одлука на Европскиот суд се очекува за неколку месеци.